Да, благодарам. По 4 години Лјупчо Стоилков поднесе оставка од функцијата претседател на Општинскиот комитет на ВМРО Народна Кочани. Извршниот комитет на партијата ја прифати. Кои се причините поради кои се одлучивте на ваквиот чекор? Благодарам, најнапред поздрав до гледачите на канал 8. Значи, како се што е нормално во животот, доаѓа време кога треба да се има промени за да се оди напред. Во дадениот момент сватив дека е подобро за партијата да настапат промени со цел подготовка за наредните избори и настани кои што ги имаме. Така да со мојата оставка целта ми е да дојде некој нов, кој што ќе повлече со нови сили, ќе доведе нови луѓе кои што ќе придонесат до развојот на партијата. Значи тоа дека не сте задоволни од начинот на кој што го водевте комитетот во изминатиот период? Па, имаше добри моменти, имаше и моменти кога имавме некои проблеми, меѓутоа во суштина мислам дека добро работевме со комитетот. Во јавноста кружат разни шпекулации околу причините за вашата оставка, меѓу кои се споменуваат и одредени уцени од страна на владеачките гарнитури, како и одредени пазарења во Советот на Општина Кочани. Дополнително дадовте повод со изгласувањето на локалниот буџет. Значи нема ништо од тие спекулации кои што се кажуваат, значи нема никакви премени во други партии, нема никакви уцени, нема никакви пазарења. Едноставно гласањето за ребалансот на буџетот го направив по моје видување за доброто на граѓаните кои што не гласаа, затоа што не сме Советот да биде предмет на уцени за различни вработувања и така натаму. Инаку сведоци сме дека во слични ситуации порано секогаш беше виновна опозицијата. Се сеќавате претходната година кога нивни член од Комисијата за образование не сакаше да даде согласност за помал број на паралелки со помал број на ученици, па виновен беше Лјупчо Стоилков пред колегите затоа што тој не сака да гласа, ќе беа испадени 50-60 наставник. Или кога беа проблемите со изборот на председавач на Советот внатре во владеачката партија, виновна беше опозицијата затоа што било спречувана работата на локалната самоуправа. Доколку и сега не го дадев мојот глас, значи што ќе се случише? Наместо да излезе вистината на виделина, повторно ќе беше виновна опозицијата и ќе беше оправдување за нереализираните проекти на владеачката структура. Инаку до овој ребаланс беше неминовно да дојде затоа што преамбициозни беа очекувањата за наплата на комунали и продажба на градежно земјиште, а инаку ако се сеќавате, ако се сеќавате пред една година, јас им прогнозирав дека тоа нема да го реализираат со мој настап на Советот. Со оглед на сето ова, како може да се очекува уеднина да настапувате во Советот? Како дел од опозицијата или може по сопствено уедување? Апсолутно како дел од опозицијата, јас останувам член на ВМРО Народна партија, ги следам нивните упатства кои што ќе ги добиваме и работиме како дел од опозицијата. Насоките кои што ќе добиваме од централно ниво се оние кои што важат за нас. Што предвидува партискиот статут, како оди изборот на нов председател на Општински комитет? Па да, изборот на нов председател во овој случај ќе биде направен од страна на извршниот комитет, бидејќи тој и мене ме разрешува, за сите кои што се заинтересирани и амбициозни да превземат нешто, значи да се кандидираат на мојот личен Facebook профил и на Facebook профилот на партијата на ВМРО Народна партија Општина Кочани се објавени адреси и броеви на кои што можат да се обратат и да поднесат своји апликации, кандидатури и видувања програми за работењето со партијата. Јас благодарам за гостувањето во вестите на канал 8. Ви благодарам и на вас. Се надевам дека и со новиот председател ќе имате соработка како што имавте и со мене.